Некогаш бил занает без кој била незамислива чаршијата. Занает кој постои од кога човекот почнал да кова предмети. Не можеме ниту да замислиме колкав опсег на предмети може да се создадат со трудот и вештата рака на ковачот. Джевдет Хајроски, или попознат меѓу кичевчани како мајстор Джеко, со големи емоции зборува за денешната состојба на овој занает. Ковачкиот занат беше многу популарен 60-тите години. Од тогај имаше многу работа. Беше земјоделието многу напредено. Многу се работеше. Нивјето беа многу плодни. А сега во ова време, па јас од мали, скоро од 15 негде години, ги имам научено овој занат од татко ми покојниот, дедо ми, прадедо ми. Многу се занимавале со овој занает тие. И да ви кажам, се имало многу тогај пари доста. И за обилство, и за живот, и за... Сега овој занат е на изумирање. Кичевската чаршија е чела од ударите на чеканот. Ги имало десетици дуќани, луѓе од градот, луѓе од селата, секој имал потреба од ковач. Клинци, мотики, маши, српови, копачи, пили и така натаму. На помладите генерации многу од овие предмети им се нови. Убаво е да се научи овој занает, ама нема кој да го наследи. Се јавува болка и носталгија за едно време. Ковачницата на мајстор Джеко, еден од последните бисери на кичевската чаршија, без малку како последниот мохиканец од едно убаво време. Камо среќа некој да го продолжи занаетот, да не се сеќаваме на нив само преку слики и кажувања.